Гледате Отворено студио, јас сум Борија Њовановски, заедно со колегата Ацо Кабрамов. Сега на гости ги имаме Катерина Колозова и Димитар Апасиев. Темата е престојниот референдум. Сите се согласивме на почетокот на кога дојдоа нашите гости тука дека сите сме за Европска Македонија, нели? Да, за Европска, тука само ја да, очигледно против НАТО и против договорот, а вие и Добро, тоа ќе кажеш и на кога сме околу тоа, ево, против или за договорот? Против НАТО си. Да. Не знам. Левица е против НАТО, да. Не знам. Кога сме кај договорот? Една од главните аргументи на оваа целата кампања за бойкотирање на референдумот е дека Преспанскиот договор практично е голем удар за националниот идентитет. И дека промената на името всушност значи и промена на идентитетот. Па мислам дека тоа е почетната точка од која би можеле да почнеме оваа дебата, а со цел ако може да појасниме аргументите на двете страни, за да едноставно на јавноста и стане малку појасно со оглед на тоа дека многу мал дел од јавноста, барем како што покажуваат истражувањата, воопшто знае што и каков е договорот. Мене ме чуди тоа дека јавноста на толку кампања Така се дека не е изјаснуваат во информирана. истражувањата дека не го читале Не договорот. читат тие истражувања. Да. Па добро. Да почнеме од Колозова. Добро, еве ќе почнам јас. Јас долги години наназад всушност застапувам иста теза и кога сега ќе слушам критика дека наводно сум сменила страна и сум ја променила позицијата упорно тврдам дека тоа не е точно, дека мојата теза од секогаш била иста. А тезата е следнава, дека преговорите за името на државата од секогаш го засега идентитетот. И дека, например, она што беше пред 10 години дискурс доминантен кај нас и според мене манипулативен дискурс, дека идентитетот е некаква интимна состојба, името на државата е абстракција што лепди и не е поврзана со стварноста на една колективна припадност, дека тоа е неточно. Тврдев тогаш и тврдам и сега. И преговорите за името го засегаат идентитетот. Го засегаат на начин кој што воопшто не е абстрактно да се објасни, не е никаква теорија, не е никаква особена филозофија. Тој начин во себе содржи една материјалност, содржи една конкретност. И таа се состои во следниве две нешта. Значи, тоа го тврдев пред 10 години, тоа го тврдев пред 5 години, или колку му доаѓа, 7, во научен труд објавен во еден огромен зборник во Германија. Не сакам да нагласам дека имам и академски трудови на темата и тоа токму со идентитетските аспекти се занимаваат тие трудови. Значи, и тогаш го тврдев тоа, дека не е абстракција, дека не е некакво абстрактно когито таму, чувството на јас или припадност и идентитетската субјективизација, дека во неја има нешто материјално, нешто многу конкретно. И инсистирав дека таа конкретност се состои во именувањето, дека идентитетот е всушност, што би рекол францускиот филозоф, интерпелација, се сведува, се произведува по пат на интерпелација. Кога ќе те повикам јас тебе, ќе ти кажам жено или не знам граѓанино, или ако ти се свртиш на тоа, јас те субјективизирам. Ти си тоа и ти си сите оние нешта на кои што ќе се свртиш. Тоа е применето и во современа политичка теорија на идентитет и субјективитет и така натаму. И така натаму. Секогаш сум тврдела дека именувањето на народот и именувањето на јазикот се две конкретности кои што функционираат дискурзивно, но на многу конкретен начин и преку таа операција на интерпелација вакво го прават стварен идентитетот. И покрај тоа што е јазички дискурзивно креиран. И ден денес го тврдам истото и сметам дека овој договор е интелигентно срочен, затоа што успева да го одвои именувањето на институцијата држава од
идентитетските именувања, кои што се покриени според, јас сум веќе досадна и ме зафркаваат на социјалните мрежи со тој фамозен член 7, но со член 7 и делови од првиот член, тие две нешта, значи интерпелацијата идентитетска на народот кој останува да се вика македонски и јазикот кој останува да се вика македонски, се обезбедени. Според тоа, како ќе се вика таа формација, држава е помалку важно за идентитетските прашања. Значи, таа колективна припадност е некаква материјална, конкретна, опиплива стварност, не е точно дека некакво лебдечко интимно чувство, тоа е конкретност и јас признавам дека е битна, но тврдам дека е обезбедена со овие провизии на договорот. И затоа го бранам договорот. Наспроти Колозова, Апасиев има Апасиев пакеше белешки тука, интелигентно, срочен. Тоа ти засмета, нели? Да. Не ми читате, не. Удар за националниот идентитет. Добро, јас сум новинар, морам да Не читам. смееш да ми читаш и прибележка. Значи вака, јас не се сложувам со Колозова. Значи прво, точна е тезата дека договорот е непознаница и јас верувам на тие анкети дека само 3% го прочитале договорот, бидејќи, Значи ако не се сакале да сеќавате, го прочитаат. не им било возможено едноставно Како? да го Ги прочитаат. донесат Еве ќе дома. ви кажам пример, рамковниот договор го печатеа во 200.000 примеруци. Да. Овој договор во 0 примеруци е испечатен. Значи таква требаше да биде информативната кампања. Тоа значи дека наместо да носат активистите на Социјалдемократскиот сојуз пенкалца и упалјачи за, они требаше да носат договорот за да секој си прочита што Мене на пише. врата и бойкотирам ми доаѓа. Ако убаво што и доаѓа за па тоа што е видиш. кампања. Значи, точно е дека договорот е непознаница, луѓето не знаат за што гласаат. Уште повеќе уставните измени кои доаѓаат и тие се непознаница. Може би понатаму во текот на емисијата ќе спориме со Колозова како таа како левичар се нафаќа асном да го избришат од преамбулата. Сега, од секогаш го засегала идентитетот. Имено ова е правно погрешно, затоа што резолуцијата 817 од Советот на безбедност на Обединети нации, донесена 93-та, на која што патем речено се повикува договорот во самиот наслов, бидејќи тоа е 5 реда долг наслов, смешно долг наслов, само за да не биде употребено името Former Yugoslav Republic of Macedonia, кое треба да биде Тогаш употребено. не постоело кога е формулиран договорот. Не, зборувам за сега постои. Значи, таа се повикува на резолуцијата. Резолуцијата таа, 817, вели брзо решавање на разликата околу името. Толку. Да, така и го. Значи, нема тука идентитетот, јазикот, културата. Ништо од тоа не е предмет на преговори. Тоа што нашите политичари во текот на годините, она што го прифатиле нужното зло и се повеќе ни изгледа дека е нужно, а помалце зло, тоа е нивен проблем. Правно гледано, ние преговараме само за разликата околу името и тоа, пазете, брзо решавање, не решавање 25-27 години. Следно е прекршен членот 4 од повелбата, тоа значи на Обединети нации, се давани нови услови за прием, што е правно невозможно. Кај нас се два нови услови, како за сите за цел свет, кај нас се плюс 2. Тоа е да преговарате и да те деноминираат, да те викаат Former Yugoslav Republic привремено. И една пресуда ја забораваме, цело време ја забораваме, дури и министерот сегашен за надворешни работи беше дел од тимот кој ја доби Грција. Тоа е пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Од 2011 параграф 103 вели дека и другите параграфи дека сегашниот устав, ваков каков што е, нема иредентизам во него. Тоа значи дека Грција се наоѓаше во лузерска позиција, со овој договор Грција добива се, ние не добиваме ништо. Иредентизам. Прашите Колозова, она е по хеленска историја. Јас сум Не, тебе како граѓанин те прашувам. Може ли да ја вратиме Како дебатата граѓанин те само? прашувам, дали Грција не поимитираше со антиквизација? Значи, во пресудата од Хаг, грците приговараат на антиквизацијата и судот во Хаг вели тоа е внатрешно прашање како сака. Може ли да ја вратиме дебатата? Катерина одговори дека на прашањето дали Преспанскиот договор го задира и го засега идентитетот, истото прашање дали можеме да добиеме одговор од господина Пасиев. Да се доискажам. Во поглед на тоа дали е интелигентно срочен, се дозна, тоа не е пишува ниту од наши професори, ниту тоа е пишувано од американска консултантска
куќа правна, како што се пишува и рамковниот договор, тоа дури добро обучен правник ја фаќа таа англосаксонска терминологија во оригиналот збором, не во преводот бидејќи е слаб. И на крајот не е точно дека Македонија го зачува, тоест македонците го зачувуваат идентитетот, бидејќи зборот Македонија е забранет изрично. Република Македонија, еве го, значи е забранет, додека македонец кроз, значи е забранет, самостојно да се употребува. Значи еве го, Република Македонија, БЈР Македонија, сето тоа е забрането, значи сами себе треба да се самоукинеме ние на овој референдум и во поглед на македонец, значи вие не можете да го еве го. Не можете. Значи националноста на втората страна ќе биде македонци кроз граѓани на северна на Република Северна Македонија. Не може само македонци да говорат македонски јазик. Значи не може само македонци да бидат. Мора да стои и граѓани. Сега сте само македонци. Тогаш ќе бидете граѓани на Република Македонија. Во Југославија бевме македонци од Југославија. Може ли да одговорам? Бевме секогаш македонци. Да има еве како да се држиме ако може на Димитар се држиш, еве и јас се држам во јасна моја целина. Најпрвен, значи именувањето на националноста, значи националноста во политичка смисла е едно прашање и со таа идентификација Грција никогаш немаше проблем. Грција тоа што се обидуваше со негирањето на името на државата да го постигне е негирање на македонскиот етнос, значи македонец во етничка смисла. Така што тоа што идентитетски нас не засега и е она што во македонската терминологија во преамбулата на Уставот е наречено народ, додека и единствено можеме на англиски да го преведеме како етнос, етнисити, немаме друга формулација, друг израз, тоа е заради некомпатибилноста на терминологијата, додека националноста во западна смисла на зборот е поблиска до она што ние го подразбираме како државјанство. Знам дека државјанство и citizenship е нешто различно, но таква поделба на категории наследивме уште од Југославија, кога нација и националност се разликуваа некако според некаква наша чудна интерна логика. Така што на нација би одговарало она што е нација во политичка смисла или она што беше Југославија во Југославија, а она што беа националности се македонци, турци, срби и така натаму. Намерно правам симетрија со југословенската ситуација, затоа што мислам дека терминологијата наследивме. И сега, тоа што се обидуваат грците преку сите овие години, преку овие преговори, да го поништат, да го негираат како постоење, не. Не, затоа што тоа е етносот, Димитар. Тоа е народот. Она што во преамбулата се вика Република Македонија држана македонскиот народ, дел од албанскиот народ, етнос. Етнос. Значи тоа останува. Не останува како? Како не останува? Nationality на која што инсистираш ти се однесува и на албанците, и на турците, и на сите останати. Сите како граѓани на Северна Република Македонија. Света, ама нема крос. Кај нас сега, нели овој договор со кој што ние се интегрираме како за сите, така и за не е како за сите. Проблемот тука е што за нас има секогаш фуснота, секогаш има крос, секогаш има запирка. Само да се дообјаснам зошто е битен моментот, член 7 зашто е битен и дека народот во етничка смисла е допуштено да се именува како што се именува. И исто така јазикот да се именува без никакви фусноти, недвосмислено како македонски. Затоа што уште од 2001, односно пост 2001, со тој амандман на преамбулата, македонската нација е заедница на заедници, така? Република Македонија држава на македонскиот народ, дел од албанскиот народ, дел од српскиот народ и така натаму. Во сето тоа, доколку ги следевме претходните предлози на Немец,
оваа најбројната заедница ќе го снемаше името, ќе си го изгубеше името. сега го губи со договор. Не го губи. Како не го губи? Не, член 7 ти вика дека што вика како етничка заедница ти продолжуваш да се викаш македонски народ. Значи правите превид за цело. Националити ти е ако тоа со заврши крос ќе цртата. заврши. Ајде, заврши. Значи се ова што го кажуваш паѓа во вода баш од тој што Факај си го белешки, пишува, Катерина. договор. Памтам ја. Памтиш? Добро. Вика, Јас сум тие мамат, платон. еве го, ципра што вика, тие мамат, знаејќи многу добро дека нема признавање на македонската нација никаде во договорот, што е точно. Добро, сега така може да изјави на Мицотаки за да се повиткуваме, кој па друго вела. Значи, Ама влагаме во грчка дебата политичка Иначе што ќе нивната каже пропаганда да ја Кодзијас, коментираме. вика, ама не е пропаганда, вистина ви кажа, он го пишувал, А што он вика е еден Мицотаки? од Мицотаки што вика? те Признавам. молам, сега, прочитај го ај сега седом. да ти се држиме на ај на суштината. националноста да се задржи. Значи националноста се губи, сите ќе можат да се викаат како сакаат, само македонците нема да можат да се Не, викаат како обратно. сакаат. Ние ќе бидеме северно македонци, Обратно, затоа што Димитар. ти не можеш да им смениш граматиката на тие северни народи. Да те викаат Норд Македонија на германски, на дански, No, на they will call everyone North Macedonian. И што треба, ако ти ќе отидеш ти на конференција, еве до сега како било. Ја на пример у Грција сум одел на конференции и таму сме боксувале како да не пишуваат. Фирм. И ти да, Фирм. и ти ќе па таму италијанци па они не сваќаат што е спорот, па им објаснуваш. Ама сега дека што И- одише и викаш Фирм? ова е на вредио. сите сме оделе по конференција. Не, во Фирм го има Репаблика Македонија, сега ќе го нема на Репаблика Пантеон кај што Македонија. се нели антинационалисти. Сега дозволи ми да се доискажам, бев by the доволно way. учтив да те слушам. кажи. Значи, и таму ќе те пишат Норд Македонијан по грчко барање и ти ќе треба да приговараш. Ама и да им објаснуваш, и он ќе ти каже, абе по мојава граматика, Citizen of Норд Македонија е Норд Македонијан, што е тоа? Многу е нормално тоа. Многу е нормално, значи присвојно. Како нормално во Да, Југославија така кога и- живеевме беше нормално, не можевме да бидеме македонци. Имаше проблем да бидеме македонци. Тогаш немаше, сега Ама ќе Имаше, пишуваше, не, стоеше ама Југославија, ако пишува Југославија. доаѓаме од Југославија, ние имавме југословенски Ама пасош, тоа доаѓавме од Југославија. Зборуваме за но бевме федеративна и за македонци. унитарна држава. Ние федерација ли сме сега? Не, Е, па тоа е зборуваме за наредниот идентитетот, чекор. не зборуваме Зборуваме за за идентитетот, уредување го државно, губите тука не идентитет. станува Не. збор за државно Го уредување. губите идентитет. Како да ти Не го објаснам? Еве губиш сега идентитетот. како да ви објаснам. Идентитетот Еве ти е. Ти тврдиш дека го Е, па губиш. еве ќе ти објаснам, затоа што џипот на Борјан и Борјановиот џип, така? Има ли разлика? Нема, присвојност е. Толку. Исто и ова. Значи, Citizen of North Macedonia, North Macedonian citizen, и ти објаснувај се после, абе, така им е граматиката на луѓето, не можеш со интерпартес Добро, не мора значи да инсистираш на косата црта. Епа не мора, добро па да финесите, финесите, зашто да не е во првиот дел пред косата црта? Зошто да има косата црта? Ако ја А немаше зошто косата се црта, фиксираш на ситуацијата тоа ќе беше- после косата Ѓаволот е црта, кога а ќе не се на тоа пред обседнеш косата со црта? имотот на други, тогаш Не. изгледа и почнуваш и лошо Не, да не. читаш, особено кога Јазикот. Ај броиш сега- мојот ај сега дали за што јазикот. возам Ај и Добро, кај ајде живеам. заврши. Значи Добро, тоа. јас само ти објаснив. Не, не, го пример. За да можеш да Дека си прекинуваме, поконцентриран нема на работа. текстот, Јас сум доволен. заборави на материјалните добра Не, на не. другите, бидејќи нели Добро. тоа Ај сега најмала за рака е јазикот. Не, ја непристојно. тоа преку пример за да го објасниме на гледачите што сега нема да се разлика, вратиме бе. назад. Дали си македонец или не си македонец со договора? Јас сум македонец, ама со И ќе договорот бидеш ли македонец? не можам да бидам со договор. Ќе бидам citizen Ќе се of само укинеш? Republic of Да, Ако ако решиш помине така, референдумот, Димитар. ќе се само укинеме како Не, народ. тоа само ако Да. ти го одлучиш. Еве, Затоа што договорот ти македонски дозволува јазик, да бидеш вика, И македонец. видете сега која е перфидноста на овие пишувачи. Вика член 1, вика официјалниот јазик на втората страна, ние сме толку втора страна. Они се Грција, Хеленска република, сега они имаат 2-3 имиња, Па ние втората немаме страна ниедно. нема име. Вика, официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонскиот, како што е признаен од третата конференција на ООН за стандардизација на географски имиња, одржана во Атина 77. Тој е грешен податок за тоа што 44-та е утврден македонскиот јазик на АСНО. И види сега, вика, и опишан во член 7 став 3. Зошто не го опишале тука? Па ај сега Добро, ќе вратиме ајде, на молам, член 7 Сакам да прочитај ви го кажам цел. дека толку Ај, стварно, член Јас 7 стварно, може зашто се- седум едно не седум, го читам? цел. Ајде, цел изчитај Член го. 7, Ајде. нека го Без го читам само парафразирање, дека е дека- овако. цитат. Член 7 вика Ајде.
Втората страна забележува дека незиниот официјален јазик, македонскиот, кој го дефиниравме у член 1, вика е во групата јужнословенски јазици. Ама а не што го читај, српскиот не е во чека, зашто групата одиш јужнословенски? одма на четвртиот Не, став? па така оди. Читај така поред. оди. Поред ма, рековме дај да го читаме. Така оди. Реков да да поред, почитаме не, цел. Значи, читај член го 7, Цело, За стварно. разлика од сите тука тројца, јас сум Не, професор не, по право еве и знам јас да се читам. придржувам, затоа. не ти Значи, дзиркам, па само затоа прочитай не го возиш цел. се. Баш затоа што си професор по право да го изчитаме Тоа цело. што го прочитав, Да. упатува на член 7, став 3. А, он Тој се ви го своје- чита. следи Ви го своја читам траекторија во член 7, читање. Не, ја го Добро. свеам договорот, вие што го пишу. Член 7, став 3 ви го читам сега. Ама И вика, кога се однесуваат овие термините ги означуваат територија, јазик и луѓе, знаете што е перфидноста? Може ли ја Целата да го перфидност ви прочитам, објасни Димитар? Мухич у 2 минути. Знаеш Може што е ли ја да го перфидност? прочитам Знаеш цел? ли што е перфидност? А, дај, стварно, кај те може да го прочиташ? Перфидноста е дека Да. сегде у свет имате територија која се вика по народот. Кај нас обратно е сега. Сега народот ќе се вика по територијата. Значи, таа територија се викала Македонија не за џабе, оти таму живееле македонци. Збориме и за од антика и за сега. Сега е обратно. Значи, сега ние идентитетот го црпиме од Северната Македонија. Има белгиски народ? не. А во поглед на јазикот, Белгиски народ има? дозволете ми да се доискажам, во поглед на јазикот, зошто на српскиот јазик во фуснота не му стои дека е јужнословенски или на бугарскиот? Зошто само за нас Затоа што не мисля дека имаат секогаш да има античко фусноти, секогаш да има коцкици, кросови, секогаш да има упатувања. Зошто? Ако е толку Затоа јасно, што- што не го Не, напишале? дали е да биде признат Затоа што македонскиот и- јазик или не? Кој Сега треба се да го озбилно, при- па во признае, договорот, бе. али е признат? Затоа што има Македонскиот јазик. Фуснотиран дека припаѓа во јужнословенски Па јазици. во што да Па тоа не е припаѓа? Па стварна припаѓа. Дали договор. етникумот Тоа е стварна македонски е наука, Па признат тоа е или не? констатација. Па зошто е констатација во Па договор? само се афирмира неговото Ау, постоење. бре, не фала многу, не афирмирате. Не, извини, треба да Афирмирано има од и 44 до сега. Сака да каже дезамбигуација. авторот дека не е антички Значи, јазик. да, треба да има дезамбигуација, затоа што Да, дека не е има од каменот на луѓе розетата. кои што мислат дека е тоа вистински јазик, Значи, ние сега каменот треба да- на за некој- розетата, значи Каменот, веќе да. дешифриран од Шамполион, оние двајца го И што дешифрира. овие двајца наши академици се закана, па наука е, нека зборат Каква глупости наука, ако бре? сака. Збориме сега за Значи луѓето за се истражување во математичар и лингвистика. физичар. И Не ли колку- знаеле дека постоел на Шамполион и дека ја дешифрирал веќе Не ме стави розетата. се мене како да ги бранам. Каде ја е ви почитай го Епа, член добро, 7 Ајде, така, читај го значи, толку чим го сакаш, цел да го читам. Да, бидејќи предмет на Без темата. научари, нема да Прочитай. читам, ајде. Еве, а па Сирче Не, 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 слуша. чекај, Еве, чекај, ја ќе вака. фаќам привелешки. А, добро, ја нема да Може ти. би без Математиката научари. има докторирано хеленска историја, ја римска. И не Немам сум ја компетентен. тоа докторирано. Еве, што Значи ти, вака, преведете, ја шо имам марка ти е плюс, пекалото, имам Димитар? плюс факултет класични студии, инаку Од сум жена доктор ми е по поклон. филозофија. Гледам, скапо е, ја Скапо е, гледам бе. ова е Па, пефтини добро. пенкала. Кате те молам ова членот. Чека, само ова Ајде, сакам да прочитај го, објаснам, тој ќе го фамозен прочитам член сега седем. и членот, само да објаснам од која позиција дискутирам јас. Значи јас не дискутирам како хеленист. Беше пред 1000 години јас која завршив класични студии. После тоа се префрлив на филозофија и магистрирав и докторирав филозофија. И класички и латински влегува, така ли? И тоа имаш завршено. Не, И не се латински зафркам. влегува, Те да. прашам, окей. Да, влегува и латински. Јас се специализирав за филозофија, уште и на класични. Така што тоа е пред се мојата област. Не сум класичар, не сакам како некој да помисли дека од таа перспектива се во ова го дискутирам. Напротив, докторирав и објавам книги од политичка филозофија. Добро, сега тоа откако се разбравме, еве да го прочитаме цел член 7. Значи, под 1, страните признаваат дека нивното сваќање на терминот Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Добро. Значи, Македонија само. Под 2, став 2. Кога се однесуваат на првата страна, значи не е Хеленска република, туку првата страна, овие термини не ги означуваат само областа и луѓето од северниот регион на првата страна, или Грција, туку и нивните особини, како и хеленската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешен ден. Со тоа, грците го обезбедиле својот дел, дека на тој дел од културното наследство нивно ние не сме закана.
Кога се однесуваат, значи ти си го парафразирал ова во Слава Македонци, иако никаде не се употребува тој израз. Тие сами си го употребуваат, Не, внатре во кога се однесуваат на втората страна, значи термините Македонија и македонски, Добро. овие термини ги означуваат незината територија, јазик, луѓе и нивните особини, Така. со нивната историја, култура Да, и ама само на оваа територија. Да. Па тоа е проблемот. Не е проблемот. Како не е проблемот? Димитар, Влечеш точно идентитетот тоа е територија. предноста на Ако јас договор. си отидам у Америка, не треба да бидам македонец. Добро, дали Влечеш само идентитет кажеме дали од добро. северна територија. Само на оваа територија. Тоа е но- Мухич што го приговара, за тоа не го добро. гласа. Вика Сам- ваков договор не може, Океј, нема у историја ваков договор. Само на оваа територија ќе констатираме, но дали ова е опис на етнос, на етничка заедница? By the book. Дали ова е опис Што на го етничка прочитав, заедница, да. ова што го прочитав? Не знам. Ограничено на територија. Значи, ова што викаш ограничено е само на оваа територија. Дали е тоа дефиниција на етничка заедница? Не знам, ја не ја препознавам дефиницијата на етничка заедница. Значи, Ако- членот Па, Ако сега води не може грижа да за вика сите- значи, Добро, и до сите тебе, овие до тебе, елементи, наброј. дали Ајде јазикот сите дочка. овие елементи, дали се во ова сочинува етничка заедница? Дали е ова она на кое што реферираме во преамбулата која викаме Македонија Добро. држава на И македонскиот народ, албанскиот народ и така етничка натаму? заедница изискува зависност од друга Зошто страна е за сега да постоја. ограничувањето Не ми на треба територијата? грчкото признавање за ја да постојам Зошто како македонец. зошто е ограничувањето на територијата наша? И за јазикот прочите го. Тој Ќе го што прочитам и упатуваше. за јазикот. Е? Може да кажам за територијава само, зашто мислам дека е предност. Затоа што во рамки на оваа територија, оваа држава формирана во рамки на Југославија и благодарение на претходно на одлуката на Коминтерната. Не само Асно Претходно, имате и добро, претходно 10 години. Коминтерната, Да, 10 години претходно. Значи како политичка одлука на комунистичката интернационала дека македонска нација ќе постои. 34-та. 30 години, да. Вакво, значи, таа нација држава се воспоставила во рамки на овие граници, во рамки на Федерацијата Југославија. Добила стандардизиран јазик. Значи, дефиницијата е добиена овде во рамки на оваа територија која што се викала Република Македонија и била толку време дел од Југославија. Добро. Значи, И тогаш не им сметало тој да се- стандардизиран јазик што го викаме на Блажа Коневски јазикот и така натаму, тој стандардизиран македонски е нашиот литературен јазик. Така ја имаме најкристалната дефиниција идентитетска, која што ние не сакаме да ја изгубиме. Значи, не ја сакаме магливата идентитетска конструкција или смеша што можеме да ја најдеме во Северна Грција. Не ја сакаме она која што можеме да најдеме Бугарија. во Пирис. Испаја сега дека Груевски бил управо. Сиот споре Не. за антиката, така? Па така испаја по вашето Оставаме да толкуване. довршам. Значи, кога Павле Сиот Воскополос споре за од антиката се. Виножито Дали да ние каже ќе ја викаме јас сум Александар македонец во смисла на Северна Македонија, тоа значи јас сум македонец како овие во оваа држава, а не како овие во Северна Грција, кои што исто така викаат дека се Викаат македонци. дека се македонци, Да, точно. но тие се македонци хелени. А нашите ги викаат значи, слабо да, ги викаат така. Значи, забуната каков македонец е он и можноста да биде стопен со онаа друга дефиниција на македонец е одстранета. Сега Павле може да вика јас сум македонец како Димитар и Катерина. Разбираш? Толку е што и ти сама не се разбираш што збориш. Е како се ајде. Ајде, Не, интерпартес. пате ме интересно што Павле Воскополос кој е паталец на терен, кој Да, се бори и истото го вика, грчкиот што го викам ја. национализам, вика Го дека овој поздрави, договор за него И отец Е, Цркја се поволен. паталец, па вика дека не е. Значи секогаш ќе А, не најдеш знам. тие Добро, што ќе ја, дадат Да, до и прилог. про и контра. така е. Значи, интерпартес на латински значи меѓу мене Знам. и тебе. Оти Знам. си професорка Да. по латински. Како може со интерпартес договор меѓу мене и Грција, меѓу Македонија и Грција, да постулираш правно збором обврски ерга омнес, обврски спрема сите. Тоа е невозможно во право. Ова е твоја територија. Тоа е невозможно правно да го изведеш, освен со предавство. А тоа е во случајот. Пупу не Димитар, важи ако правда цела безсмислица, дипломатија. зашо да ги оставиш таа цела- пуска да ми ја продават цела- грците у Цела Грција? дипломатија, значи цела дипломатија
излобирала од 5 држави да не признат 140 и сега ние на тие 140 треба самите, како што вика Кодзијас, па вие сами си договоривте така да се вика? Нема. Не, нема да си договори. И друго, кога збориш како левичар, бидејќи двајцата се декларираме како левичари, не ти е малце шубе асном да го бришат од па тоа не е државотворност. Како не го ги виде драфтовите? Се бара се бара да се оградиме од онаа претензија на Оди било и редентистички според грчките обичаи. Претензијата да се обединат трите Македонии. Така било тогаш, што се ние ќе, па така било, ти знаеш во бараат битката кај оградување Солун, од таа овие Димитар претензија. Влахов ли кој беа има слика над Солун како стоат, Јане Сандански и што сега тоа? Знам, епа добро, тоа Значи, тоа е треба да го претензија бришеме, за така. Асном не важи, не државотворност. само делот кај што И се друго, обединуваме сите три Зошто членот Македонии. 7 кој ти го читаше е неподатлив за облигационо постулирање од правен аспект. Не може идентитетско прашање да кое е научно прашање. Значи Добро. наука е во прашање. Значи, како што ми читаше лингвистика, територија, луѓе, култура, Се културологија, обиделе да го така. дефинираат колку Значи, што можат, една да. целина. Не можеш ти да го постулираш во еден член во договор и да речеш признаена е нацијата. Има и други научници, еве на пример Јуџин Борза, еминентен научник. Тој тврди дека и у антика имало антички македонци, така? Со ова, значи ние сега се враќаме на паметот на Груевски. Ке дебатираме дали у антика имало македонци или нема. Абе вчера да ми текнало да се викам македонец, имам право да се викам македонец. Точно. Овој договор ми го ништи Точно, тоа право и па затоа сум точно. против. Не, за тоа договор. разговараме. точно, Како па, го па, ништи Тоа е правото да целиот бидеш мој македонец? аргумент. Епа, не ти е Значи, аргумент. ако од вчера сум решила, имам право. Епа, немаш право по овој Епа, договор. имаш признавање на Немаш. правото на Немаш самоопределување. Macedonian Cross, имаш Citizen Ама of Republic прекини of со North тоа, Macedonia. рековме, Тоа крос му пречи тоа е на- друга а тема. пасијат му пречи Ама тоа така крос. ќе биде и Како не албанецот пречи, и тоа е- србинот и тоа е бошњакот. најголемата Отстапка. Не, значи- они ќе се бидат оти нивната држава нема крос, ме разбираш? Нашата има крос. Не, Ние не, имаме не, Што една се држава. Тоа државјани, се однесува на да бидеме целото коректни, население. стварно, да бидеме коректни. Тие Тоа што се се однесува на од целото етнички албанци, население. етнички срби во Македонија ќе бидат срби крос северна. Ситизено. Да. Да, тие ќе бидат. Ама Ама и или ние ќе обратно. бидеме. Па, добро, и Ама они ние кои немаме кои резервна истата таа држава. логика, Ние, треба ние, речат, ние ни го можеме, спорат Нема правото, друга. ни го спорат Македонскиот правото да народ бидеме само, срби. само на една територија направил држава, од тие три што ги спомнувате. Така. И сега и на таа една вие немате право да се викате Македонија. Знаете која перверзија Ама е имаме тоа? право. Кај е Има сега право, тоа citizen кој член ќе беше бидеш, со нема да бидеш правото на Македонец. самоопределување? Член Еден, да. Ајде. Три. Така, трето поред. Не знам, види го тоа. А, Б, С, Д. А јас Не е си го битно. бележев, ти што не си зела твоите си. Па, моето е електронско. Ти го памтиш. Не, стварно ги памтев, ама се нема врска, добро. Не мора да го читаме, и двајцата се согласивме, значи не спориме дека е афирмирано правото на самоопределување. Не е Така? точно, јас спорам како се. Па како спориш? Ти сега ми го правиш Ма сега, добро, најде ми го членов, ајде. 27 години Добро, преговараме, чекај. Народот ом за 3 месеца го реши. Па не се, правото на... Тој нема да Македонец, Сега ме македонски остава да јазик. се мачаме. Северно на еден македонец ќе членот бидеш кој у што странство, пише тоа ми е самоопределен. поентата. Кај да отидеш у странство? Citizen of North Macedonia е North Macedonian, толку од муавето. Па ти објаснувај се, ама у фуснотата, ама и ќе ти рече, слушај, кој е тој договор со Грција, бе, не ме занима, Види, ерга многу овнесе. често сум У била Америка и- не важи Ќе договор. речеш Па е дека си Ромија. македонец, исто како што викаш до се, а од која држава? Северна Република Македонија. Исто сум Северна била и Република па е Северна Ромејан Македонија. у Беше така, странство. значи гледате Ама дека ти у бидеш секој македонец, детал- како ќе ти го у одземе секој некој право? детал има финта. Данајци се упрашање, византици. Они знаат да Абе, преговараат. а Нашите па се си, шукалки. знаеш ли дека ме Нашите се викаат шукалки. Молдавка, дека Абе, ме како викаат сакаат, нека те Хрватица. викаат, финтата Затоа е што што ти ќе немаш право да се викаш од како сакаш. Австрија нагоре сите ние у Источна Европа сме и мисто. Нема се, стварно не е точно тврдењето дека нема да имаме Значи, право да се како се ќе ме кажуваме вика? дека сме македонци. Мисля, стварно е тоа сега. Да. Нема да имаш ќе ти во приговара расправа. Грк, у било која официјална комуникација има право според Не договорот може да ти преговара. И тој да вика, Не како може. вика, ќе ги коригира, вика првата страна своите. Не. Па не, Е, како добро, да- ајде да се вратиме на суштината. Сега Ќе ти не приговара, како одвлече што со сега тоа. приговараат Не може да ти приговара. Кодзијас и овие.
Значи тоа е за домашна употреба. Знаеш како Чекај дома малце. викајте си се како сакате, ама кога ќе излезете Прво отиде во правец кај што тврдеше дека без обзир на тоа што договорот е можеби прецизен, странците ќе те викаат како што ќе те викаат, И ти тоа не можеш да го спречиш. да и не можеш да го спречиш, независно од договорот, затоа што они не Ако фермаат помине некаков договорот, не договор. можеш да спречиш. Они не фермаат некаков договор. Од друга страна сега разговараме за самата содржина на договорот. И дали договорот ги има тие провизии, дали овозможува да се И дали самоопределиш, имаме договор што треба да го одреди дали понатаму судот? овозможува да Значи, се кој го самоопределиш Ја идентитетски без како полномочно не македонец? можам да те задужам у банката, мора да ми дадеш. Така и ова, не може министер да склучува ваков договор. Добро, Само тоа е председател. друга Е, па тема. тоа, Само да не постои договор да правно. констатираме две работи. Дека во договорот, и ако не ќе да ми помогнеш да го најдеме членот, Кој стои вакво афирмирано правото на самоопределување. Какво право? Вика, Самоопределување. Откога ти се измешале у цели внатрешни работи, Не. на крајот вика, нема да се мешаат страните у внатрешните работи. Како нема да се мешаат? Не, правото Устав е на највнатрешна самоопределување. работа. Додека Он ти го збориш ти пишува после ја Уставот. ќе го најдам членот. Ај, Прво има значи афирмирање на правото на самоопределување и со тоа го добиваш афирмирано тоа политичко право преска ти сам што го спомна, дека од вчера да сум решил да имам Така. еден ден историја имам право да бидам македонец. Да, со договоров немаш право. Не е Тоа точно не си го обратно разбрал. е. Договорот експлицитно го афирмира тоа право како Зошто нема- политичко не, право. зошто нема И право? заради тоа, извини, Борен, само Зошто да имаш крос? заради тоа Заради Коција, заради тоа Ципрас може да се вади дека експлицитно не е Ципрас ја признаен заврши македонецот, профи дека експлицитно Нашиве не е се насајтот. признаен Па зошто го македонецот, напаѓаат затоа што е Ципрас признаено таму, правото во на Грцаа? самоопределување. Го напаѓаат, он е Имплицитно е златна признаено. зона, него Не е точно и од неговата влада коалициониот партнер го напаѓа. Ципрас нема за да го ратификува. Е тука ајде збориме што ќе биде ако нашиве го ратификуваат силеџиски, Имаме па пауза. Од режија рекламијацо. од режија ме опоменуваат да одиме со реклами, режија, не, момент. Значи да одиме со реклами, па ќе продолжиме со дебатот. реклами. Дај пенкало, може. Не можам бре без научи. Се враќаме назад во студиото. Гости Катерина Колозова, Димитар Апасиев, тема Преспанскиот договор и престојниот референдум. Со Преспанскиот договор некако Горе-долу завршивме, така па се. аргументите беа изложени од двете страни. Сега се вратам на воведот на емисијата, рековме дека сме сите за Европска Македонија и овој референдум и Апасиев кажа дека не е за НАТО. не е за Европска Не е за Македонија, НАТО, зборуваме само за е за ЕУ. интегрирање на Така? Македонија во Европската унија, нешто што е стратешки интерес кој никој не го оспорил во последните 27 години. Може би никој не е среќен со промената на името, Па не компромисот знам дека некој и постои тоа таков, значи, но едната и референдумот другата се одржува за да може да се деблокира патот на интеграцијата на Македонија во Европската унија. Па со оглед на тоа, моето прашање до двајцата е дали сметате дека на референдумот треба да се излезе и зошто? Јас сметам дека треба да се излезе. Не го спорувам правото на бојкот како легитимно политичко средство. Инаку јас лично ќе излезам и сметам дека треба и да се поддржи договорот. Мислам дека бев до сега јасна дека е тој договор поволен и зошто сметам дека е поволен или позитивен. Навистина сум убедена дека имињата на државите, тие формации кои што може да го изменат својот облик, не се толку, дека не е од клучна важност. Мислам, хипотетички да замислиме, утре може би ќе бидеме некаква федерација. Федерација на што? На албанци и како се вика ова другава заедница? Македонци. Значи, според мене, токму затоа што и особено во светло на ова договорите меѓу Косово и Србија и фактот дека лебди над нас некаква неизвестност околу стабилноста во геостратешка и геополитичка смисла, мене ми е важно оваа заедница да според членот 7 да го задржи своето име, за ако утре биде некаква федерација сето тоа, јас да постојам во некаква форма, наместо да бидам обезличена
Може да ги бидеме дел од Европска федерација. Да, со некакво друго име кое ќе произлезе од името на државата. Заради тоа јас ги одвојувам тие две нешта и го поддржувам тој договор. Го поддржувам заради самиот него, од причините кои што туку ги наведов. Дали тој договор брзо ќе не однесе во евроинтеграција или не, јас не знам. Треба време и за тоа. Да, исто така јас не знам дали Европската заедница ќе обстои во оваа форма во која што сега ја гледаме, но тоа не значи дека Европа и идејата за некаква обединета Европа, за некакво наднационално обединување на континентот нема да обстои. И таа идеја ја поддржам. Значи, може да има многу резерви кон Европската Унија, но кон европското единство, може би во некоја друга и преосмислена И за форма. волја на вистината, ефикасен сојуз до сега не познаваме од Европската Унија. Да речеме, но може да биде и подобрен, како и да е. Секогаш. Ориентацијата ми е За тоа и се разговара во европска, Европската Унија и одошто бино би било и EU. ние да учествуваме Да. во таа дебата. Вие сте против договорот, Да, гледам дека но сте но не сте да се излезе на гласање. Зошто да не излезете на гласање и да кажете дека сте против договорот? Затоа што тоа е најинтелигентниот начин во ваква каша попара правна за да се спротивставите. Бидејќи да беше референдумот распишан согласно устав и закон, да, левица и јас како поединец ќе бев да се излезе и да се гласа против, затоа што таа одлука ќе биде задолжителна и тогаш е сулудо да бойкотират. Но во вакви констелации најинтелигентниот начин на отпор е преку бойкот. Имено јас се чудам како Кате него гледа НАТО. Ти си за НАТО или не си за НАТО? Епа како ќе гласаш на референдумов кога такво ти е прашањето капциозно? Значи, зимаш се или оставаш се, ме разбираш? Така е формулирано. Значи не паѓаме на пропагандата. Висок е процентот на Референдумот не е за Европска Унија, каже и ДИК. Ќе има нов референдум по член 120. Сега одиме по член 73. Тоа значи дека референдумот не е за Европска Унија. Не за членство, за почеток на преговори, за не, отварање на патот. Значи не е за членство. Тоа е ставено само како квака да власта фура на пропаганда дека одиме во Европска Унија, нема врска, значи договорот е за Северна Не, да Македонија. појасниме, доколку немаме договор, ние не можеме да одиме во процес Не е на преговори точно. за Тоа е членство, погрешно. Зошто скринингот го почнува? бидејќи е оспорен од Грција. Копенхашките критериуми не предвидуваат никакво промена на име, значи На земја членка и предвидуваат можност да блокира. До кога? Грција има Додека не право. се направи реформата која е најавена за следна година веројатно. И затоа јас велам дека јас сум за таа благородна идеја на европско обединување, но овој договор тоа не го постигнува затоа што нашето пристапување во ЕУ би било некаде 2030 и некоја, доколку се оди според процедурата. Јас тврдам дека ваков дил да имавме. Утре да влезете во ЕУ, не во 2030. Утре да влезете, со ваков договор треба да го одбиеме. Значи, не е точно дека договорот е нужен за да ние прогресираме понатаму, нужно е да се спроведуваат внатрешни реформи, да го средиме образование, здравство, екологија. Не, значи нужен е договорот, тоа е политичка одлука. Чекај, дозволете, само да се држиме за фактите. Јас не сакам да се мешам во аргументацијата. Држава, прибе извештајот, читајте го денес, исто као за денес. Дали да постојат политички одлуки на НАТО и на Европската Унија со кои се вели дека Македонија треба да го реши спорот со Грција за да може интеграцијата. Не ми кажувате дека тие политички одлуки се као Хамурабиев законник исклесани у камен и ќе веќе вие го следите спорот од Брисел, мислам упатен. Лисабонската декларација каква беше? Да се мавнеме од земја, значи да не го се измени. Се измени. Па така ќе се изменат и тие. Значи ќе поминат уште 27 години. Не е точно дека ќе поминат. Секако ќе минат тие години во преговори, ме разбирате? Ама Секако преговори ќе ќе поминат бидат. тие. Па и да го смениме името, пак ќе поминат 20 години. Во чекорите ќе се реформираме. Зошто? Значи, вакви недостоинствени предлози
се даваат само на вазални политичари кои сметаат дека виткањето кичма и камшикување е некој доблесен метод. Во секој разумен и воспитан, зошто на Словенија не ја поставува така, зошто на некој други? Имаше Словенија. Долични преда, не вакви недолични Секоја преда. земја која пристапува. Ај сега за референдумот да ви објаснам правно, да. Зошто сметам дали дека се плашите дека ќе бидете Не, малцинство тие кои ќе гласаат ние ќе против? бидеме мнозинство, тие што ќе бойкотираме, затоа што едно, формално правни се пречките поради кои распишаа, тие не можат вака да концепираат прашање. Прашањето е капциозно, тоа е утврдено со португалска одлука на Уставен суд, со Венецијанска комисија, значи буквар треба 100 пати пена ми фати устата во овие кампањи додека го објаснува. Значи троен тест на единство, единство на форма нема, единство на содржина, не постои суштинска врска Добро, на Уставен суд формулацијата. одлучи и тука мислам сега Не постои. Не, значи не ми треба Таа дебата ја поддршката слушнав. на Уставниот суд за да дојдам до вистината, ме разбирате? Оставете Не, Уставниот суд. за да одговорот зошто да не се гласа, Еве, сега зошто да ќе не ви излезете и да кажете Прво. јас сум против, вие сте против, да кажете јас сум затоа против. што има процедурални и материјални пречки и кваки во распишувањето на референдумот. Второ, затоа што се води илегална кампања спротивно на Венецијански кодекс, кој што изрично забранува влијание на исходот од страна на јавната власт. Кај нас имате кампања за која што е пуштена на најако и има забрана за злоупотреба на јавни фондови. Кај нас за прв пат во историја имате пари од буџет давани на пратеници да финансираат кампања. Владата беше должна да води информативно, тоа значи испечатете го и дистрибуирате го договорот. Тоа е информативна кампања. И трето и најзначајно, зошто бојкот? Затоа што во случај на бојкот, согласно членот кој сега сакаат да го толкуваме, тоа е членот 73, вели дека одлуката се носи доколку излезат мнозинство, значи се донесе цензус и мнозинство од тие гласаат за. Без тоа немате одлука. Во таков случај имате колизија на два референдуми. Задолжителниот референдум од 91 и консултативниот од 2018. Во случај да немате нова одлука, а преку бојкот овозможуваме да нема нова одлука, останува во сила одлуката од 91 бидејќи е задолжителна. На задолжителен референдум собранието мора да ја испочитува одлуката. Тоа и го направил, носејќи го Уставот на Република Македонија. Ме разбирате? Значи, таа одлука референдумска, без нова референдумска одлука не може да се поништи. Не собрание, не председател, не министер, никој не може да ја поништи, согласно нашата домашна регулатива. Затоа бојкотот во вакви околности, значи неизлегување на гласање, во недела е најинтелигентниот, најмудриот начин да не се дојде до нова одлука која ќе биде погубна. И да одиме, добро, ве разбрав, и да одиме на случај на последната. успех, Кои се последиците ако успее и ако не успее референдумот? Значи, ако успее референдумот, ќе решиме еден проблем со Грција, ќе решиме проблем и со Европа и со другите соседи кои што не оспоруваат идентитетски, ќе излеземе од статусот на блиску до оној на баскиците и другите порекнати народи и нации во Европа. Значи, можноста да се излезе од една таква ситуација ќе ја изгубиме доколку пропадне референдумот. Второ, можноста да ги уредиме добрососедски односите и да соработуваме и со Грција, и со Бугарија, и со сите соседни земји, конечно да соработуваме вистински и да бидеме еден вид мини унија, субунија, ако е можно, и сила со тоа политичка, вакво таа можност исто ќе ја пропуштиме, тоа е исто европска вредност и ќе пропуштиме да ја приграбиме таа европска вредност и да ја реализираме, да ја оствариме, да ја материализираме. Останува анимозитетот и останува што е најстрашно, нашиот лебдечки статус во Обединети нации, кај што ние сме ни риба, ни девојка, полудржава, полунација, значи имате некакво парче земја признаено како држава, но нацијата е оспорена, дури и именувањето е привремено, па мора според некоја декларација број тој и тој да ве именуваат. Значи, тој полустатус, таа недетерминираност која што ја имаме моментно во вакво семејството на нациите
е опасна, особено во овој опасен регион, безбедносно опасен регион и во ситуација која сте идентитетски оспорени од сите страни. Значи, фактот дека вие во мигот создавате сојузници од вашите непосредни соседи и до вчера непријатели, тој факт е огромна предност и според мене од тие причини договорот е важен, дури и влегувањето во ЕУ никогаш да не се случи. Катерина, да. Извини, што ќе те прекинам да му оставиме 2-3 Да, минути на извини, пасија, извини, сме да. при крај, бидејќи на Ај, Фейсбук напишал дека 3 Бојкотот спрема на 1. известен Гледајќи начин 3 спрема повикува 1 на ќе биде. статус кво. Не е точно. Кои Ај, се не, не, последиците спрема од еден. статус кво? Вака, не е точно. Видиш Тоа е- како се тоа е грижам вашата- да има време и за тебе. Нема Фала. преска, он имаше вака. дупло. Значи, Имаше вака, две па, прашања добро. отворени. Вака сега. Истата лага, како да слушам Рамсел, која ја слушам излагање. Истата лага ни ја кажуваат 2001. Кој ни ја кажува? Истиве овие меѓународни фактори. Значи, спроведете го Сите што рамковниот, дојдоа лажат. спроведете го рамковниот, ќе Ја ме влезете, добро. 2004 сменете територијална организација, вештачки направете кај што има двојазичност, ставете там, истото ќе ви се еве готово, само што не сте влезли. Значи, треба да си глуп да веруваш 30 години у истите лаги. И сега ќе сме ништо нема да пропуштиме. Еве како. И што ќе правиме? Ако успее референдумот, ако успее со полнење кутии, со нелегална кампања, со Па се еве, и се што. имате Ако успее, мониторинг. Зашто мислиш дека тврдиш дека ќе биде, ако успее дека ќе? обезличен народ кој нема да местен, се само ако успее. идентификува, ќе имате федерализација на Македонија за 10 години од сега и ќе Тиранска имате платформа, а? Да, тиранска платформа, Ама реализација заборавена е 100%. тиранската платформа, И беше не е заборавена, еве, а жива. Па, Значи, актуелна беше. ќе имате распад, ние ќе бидеме као курдиве што се 25 милиона немаат држава, ние од 2 милиона имаме држава, ќе немаме за 20 Тоа ако години. успее. Ако не успее? Ако не успее, ќе имате зачувано име и идентитет, Добро. ќе имаме нови избори, бидејќи го губат легитимитетот да Добро. владеат И- и ќе се посветиме на тоа што ни е суштински потребно, тоа се внатрешни реформи. Во образование, Такви кои што се во спроведуваат здравство. 27 години наназад до сега. Епа истите тие луѓе мислите дека ќе ги А не левица однесат ќе у дојде ЕУ? па ќе направи Ама подобри Па ќе реформи. видиме, Да. левица ќе влезе А, у па си- парламент сигурно. Тоа сега Не, ќе само видиме. сакам на крај да те прашам. Во Левица е во коалицијата на овие бојкотирам со Левица самостојно води кампања. Не е во никој. Солза, со тие. Не, немаме координација, Со ВМРО? комуникација, никаква не. Со ВМРО не? Не, На не. терен не работите Не. заедно? Не, Не, се- па ја не би ние- ги ние поддржувала да е работиме. така. Ато Да. 6 сате, Може и да не а знае. Васиев, Ние ратујемо сами. дали беше сам против тројцата? Имаше такво Против чувство. 2,5. Двајца и пол. Бранов ме бранеше. Да, добро. Виркав малку, читав што пишува, ама Ти добро. кажа дека ќе биде од твоја страна. Да, да. Добро, тоа е за... Може ли уште долго се разбира, но... Толку Тоа е е за терминот, сега. веќе Ви благодариме се- за вниманието. Да, вестите се наред. Ви благодариме. Благодариме на поканата.